Православните христијани од вчера ги започнаа великденските пости. Постот започнува на денот после прочка или чисти понеделник и трае се до Великден. Овој пост за верниците кои се одлучиле да ја прочистат душата и телото е најстрог, затоа што се пости без масло за јадење. Најнапред пред почетокот на секој пост, верникот треба да се консултира со свештено лице, се со цел да не се прават грешки при постењето, препорачуваат поповите во црквата Свети Пресвета Богородица. Задолжително пред да почнат да постат да се консултираат со духовник кој што самите ќе го изберат, бидејќи духовникот е тој кој што го насочува и го усмерува како правилно да пости верникот. И оти најчесто се случува кога на своја рака некој почнува да пости и да греши за време на овој пост. Тука влијаат повеќе фактори, значи духовникот ги зема во обзир неколку параметри: возраста, здравствената состојба, начинот на кој што работи, каква работа работи тој што сака да пости. Постењето се почесто го практикуваат и по младата популација. Попристе Јануше вели дека е задоволен што младите се одлучуваат на ваков начин да си ја прочистат душата и телото и да најдат мир и спокојство. Се поголемо задоволство причинува кога ќе видите како малите деца со своите родители постат, вели тој. Младите на наша голема радост и задоволство се повеќе доаѓаат во црквата и се многу предпазливи и тие најчесто се консултираат со свештенството за тоа како да постапуваат, не само во текот на постот и целиот духовен живот што го живеат, се консултираат за да можат да напредуваат во верата, да го јахнат духот. Уште поголемо задоволство ни е тоа што дури и најмладите и децата доаѓаат со своите родители, се учат во православието, во православната вера, во почитувањето на црквата. Верниците од понеделник до петок постат без масло за јадење, а во саботите и неделите маслото е дозволено. Великденските пости траат се додека верникот не се пречисти, во зависност од неговата физичка и ментална состојба. При консултација со свештено лице, верникот може порано да го заврши постот, односно може да пости преку молитва.